Благодарам, почитуван председавач, почитувани претеници, почитувани гости, почитувана македонска јавност. Денес, веќе четврт ден, разговараме и дебатираме за предложениот финансиски план на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, така што доста прашања беа поставени, доста одговори беа дадени, меѓутоа на свој начин ќе се обидам да дадам допринос во оваа дискусија. Во предлог финансискиот план се презентирани планираните приходи и расходи на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, кои што се планирани врз основа на предвидените активности на Регулаторна комисија. При тоа се предлага планираниот приход на Регулаторна комисија и водни услуги да се оствари со наплата на надоместок во висина од 0,0522% од носителите на лиценци за вршење на енергетска дејност, како и 0,0522% од давателите на водни услуги, кои се од годишниот приход нивен од давањето на водни услуги. Овој процент е понизок од законски утврдениот максимум од 0,1% од вкупниот приход на друштвата што вршат енергетска дејност и давателите на водни услуги, меѓутоа овој процент е повисок наназад годините кои што бил остваруван. Така што во 2017 година бил 0,504%, во 2018 година 0,497%, 2019 година 0,468%, 2020 година 0,460%, 2021 година 0,0441% и сега имаме зголемување сред економска, енергетска, социоекономска, здравствена криза, имаме зголемување од страна на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на процентот на доместокот за 2022 година. Вкупните расходи, потребни средства за исполнување на обврските на Регулаторна се 91.742.689 денари, што представува зголемување од 15,86% во однос на одобрените расходи на финансискиот план за 2021 година. Највисок износ на расходи од формирањето на Регулаторна комисија до сега. Трендот на зголемување на расходите е застепен од кога ова Регулаторната комисија за енергетика ја води актуелниот состав начело со претседателот Марко Бислимовски. Дополнително зголемените расходи се неоправдани од причини што сме во сред економска, енергетска криза, социјална и здравствена криза. Така што Регулаторна, а од друга страна па и со оглед на тоа дека Регулаторната комисија за енергетика не се издигна на соодветното ниво и не презеде соодветни и навремени мерки за спречување на оваа криза, туку може да се каже со на своето ненавремено делување и непреземање на активности, таа и допринесе да се втурне државата во енергетската криза. Од финансискиот план кој што е предложен, во однос на ставките, би издвоила некои од ставките, нема да ги опфатам сите, би издвоила ставката интелектуални и други услуги, од која што можеме да видиме дека повторно на овој состав, начело со Марко Беслимовски, станува препознатлив по тоа што е рекордер во трошењето за интелектуални и други услуги и никако да се намалат трошоците во однос на ставките авторски хонорари, договор за дело и консултантски услуги. Финансискиот план за 2022 година за овие трошоци изнесува 4 милиони денари, 2021 година биле потрошени 3 милиони 160
3070 денари, што значи не биле потрошени сите пари. Меѓутоа, треба да се напомене дека во 2021 година во првите 9 месеци се потрошени 663.070 денари, додека последните 3 месеци 2.500.000 денари. Регулаторна се гледа од овде дека многу се умешни кога станува збор за трошење на народни пари и успеале во последните 3 месеци, нашле начин како да го направат тоа. Дали има потреба и оправданост од ваквите трошоци, кога во мандатот на регулаторна, баш во овој состав, во последните 3,5 години, има зголемување дупло на бројот на вработени. Ставката расходи за службени патувања и патни трошоци е зголемена за 20,69% во однос на планираните за 2021 година, за да се реализираат обуки и учества во работни групи со физичко присуство, наспроти спроведувањето на онлайн обуки, кои што не само во енергетската социоекономска криза овие обуки со физичко присуство треба да бидат префрлени во онлайн обуки, туку и ради пандемиската криза. А обуката на нововработените може да ја вршат и вработените со долгогодишно искуство. Исто така се планира засилен мониторинг во оваа ставка на енергетските компании во земјата, нешто што регулаторна требало и досега да го прави. Почитуваниот Беслимовски рече дека го правеле тоа, но колку доволно и колку требало, дали не требало повеќе. Меѓутоа, тој смета дека сега треба засилен мониторинг токму заради тоа што сме во енергетска криза. Ставката за потрошена енергија имаше тука и од претходните говорници, зошто е баш 33,33% зголемена во однос на претходната година, исто и за потрошување на бензин, нафта, ставката зголемена потрошувачка за 39,53% во однос на 2021 година и треба да се спомене дека една од поважните надлежности на регулаторна е заштита на потрошувачите и остварување придобивките за потрошувачите согласно член 23 став 1 точка 7 од Законот за енергетика, каде што се вели дека треба да овозможи заштита на потрошувачите и унапредувањето на ефективната конкуренција, со цел потрошувачите да имаат корист од ефикасното и конкурентно функционирање на пазарите на енергија во државата. Регулаторна Комисија за енергетика се правда дека намалувањето на акцизите не е нејзина надлежност, туку е надлежност на владата и собранието. Но тука е во прашање добрата волја за да им се излезе во пресрет на потрошувачите и во вакви услови регулаторна може да предложи изменување на пазарните правила, на постојните закони и прописи кои влијаат на цената на нафтата и нафтените деривати. На претходните седници тоа беше укажувано и од, посочено и од моите колеги, нешто што е направено 2011 година, каде што, за разлика од сега, имаше вистинска волја да им се помогне на потрошувачите, преку соодветна интервенција во прописите се намалија акцизите, а потоа се намалија и крајните цени, така што со оглед на оваа ситуација се пристапи во тогашна криза, која траела 3 месеци, кон намалување на акцизите на нафтените деривати и се донесе законот за изменување на законот за акцизите. Понатаму, во ставка инвестиционно одржување на средствата, услуги за одржување на основни транспортни средства, зголемување од 20% во однос на 2021 година, се поставува прашањето зошто се трошат средства за надградба на веќе надградени средства во 2021 година, која е потребата од
надградба на електронскиот деловодник во случај кога прописите за архивското канцелариско работење не се изменети од 2014 година, се мисли на подзаконските акти, односно 2018 година законот. Исто така, во оваа ставка се е предвидена надградба и превентивно одржување на веб страната на регулаторната комисија, колку е оправдан ваквиот трошок во случаи кога регулаторна и самата може тоа да го прави од редот на своите вработени со оглед на тоа со систематизацијата и од графичкиот приказ на систематизација излекува дека самата регулаторна има сектор за информатички технологии и статистика, а поготово и плюс, пак ќе спомнам, од дуплирањето на вработените. Меѓутоа, и покрај надградбата и превентивното одржување на веб страната на регулаторна комисија и извојувањето на средства за надградба и превентивно одржување, сепак увидовме дека на веб страната од компаративната анализа издадена од Парламентарниот институт при Собранието, увидовме дека има различни дати во однос на тоа колку кога треба до кога треба финансискиот извештај да се предаде од страна на регулаторна комисија. Тоа е 31 октомври во тековната година за наредната година, значи 31 октомври 2021 за 2022 година, а некаде стои 31 декември. Зборот ми е и покрај давањето средства за надградба и превентивно одржување на веб страна, значи дополнително, сепак веб страната на регулаторна не е средена. Во ставката на други услуги се предвидува да се зголемат за 70,51% во однос на одобрените во финансискиот план за 2021 година. Сега тоа е како резултат, меѓу другото, и на воведувањето на нова законска обврска, што спомнавте вие, за плаќањето на надоместок за објавување на актив во службен весник на Република Македонија, кој во финансискиот план за 2021 година не бил предвиден како расход. Тука се и расходите, односно објава на актив во службен, комунална хигиена, печатарски услуги, фотокопирање, огласување, законска обврска за обезбедување на секундарна локација на ИТ системи, надоместоци за користење податоци од Централниот регистар и тоа што беше многу експлоатирано, трошоци за одржување на административната зграда, каде што секоја година се издвојуваат по 1760 евра месечно или 21.000 евра годишно, за зграда која што е стара само 5 години, а за која председателот Беслимовски рече дека течело вода од сите страни, овие поправки биле неопходни, а како тоа кога ако се направат поправките во една година, наредната година пак има потреба од такви поправки. Ставката превозни и транспортни услуги зголемување од 12,24% или износ од 3.100.000 денари за телекомуникацијски услуги, набавка на фиксна телекомуникацијска мрежа, мобилни телекомуникацијски услуги и мрежна инфраструктура е превисока цена. Добро, тоа е финансискиот план, колега, што не е јасно. Секој има свое видување. Ако имате, излезете, кажете. Издатоци, ако треба и 21-иот и 22-иот пат ќе слушнете. Секој пратеник, мислам дека треба да интервенирате, председавач. Издатоци за репрезентација и бифе, фамозните 83 евра за репрезентација, капитални и други средства 600.000 денари за мебел, заради новите вработувања, минатата година 393.440 денари, ставка за плати и надоместоци, зголемување од 19,04
94%, а ако се земе дека до 2018 година имало 22 вработени, са само 3,5 години се зголемени за 100%, Беслимовски објасни дека од новите 5 вработувања 3 се за пензионирање и овие трошоци на регулаторна комисија за енергетика, почитуван колега, можеме да заклучиме дека се непотребни во најмала рака, треба да се сведат на минимум во време на енергетска криза, за чие продлабочување мора да кажеме дека свој удел има точно и регулаторна комисија за енергетика. Господинот Беслимовски рече во едно од неговите излагања на претходните седници дека регулаторна се залага за одржување на трендот за економично и рационално работење на комисијата. Меѓутоа, не можевме да стекнеме таков печаток од поднесениот финансиски план за 2022 година, ниту пак од предложениот процент на зафаќање од 0,522%, кој видовме дека токму ова година е зголемен. Ако се земе во обзир дека кризата беше енергетска прогласена од 9 ноември до 9 декември, па потоа се продолжи до 9 јуни 2022 година, она што го обремени во овој период македонскиот граѓанин се 250 милиони евра, кои поради така наречената кризна состојба ќе се испумпуваат пари од буџетот и ќе се префрлуваат на ЕЛЕМ и МЕПСО, за да можат да продолжат неуспешно да работат на нашиот грб. Но тука нема да завршат тие 250 милиони евра, сигурно ќе има и нови 6 месеца, и други 6 месеца и ќе стигне, како што рече, почитуваниот пратеник пред мене и до 1 милиарда евра. Со 250 милиони евра можеше да се гради еден цел блок во рек Битола или да се изгради било каков енергетски објект кој добро ќе ни дојдеше за домашно производство и немаше македонскиот народ да ги плаќа партијските вработувања во МЕПСО, камионите во рек Битола кои што работеа, вртеа низ комбинатот, а ги плаќаме ние граѓаните. Тоа беа камиони со струмички таблици, на луѓе блиски и на самото водство во владата. Го плаќаме и прекумерното вработување на партијски војници во рек Битола, кои што заради несоодветното лошо управување со рек Битола ја донесоа до степен таму каде што ја донесоа. Сите знаеме како изгледа рек Битола со потопените во вода багери, со новите камиони кои што не функционираат, со изговор дека немало шофери кои да ги вози, меѓутоа за сметка на тоа па вртат камионите со струмички таблици. И наместо да одговараат за несоодветното работење, енергетските компании се наградуваат со пари од буџетот за да продолжат понатаму да работат. Беше доста зборувано и за членовите на регулаторна комисија, дека се длабоко инволвирани во политиката, што е спротивно на законот за енергетиката. Институцијата која треба да е најстручна и најнезависна, се соочува токму со спротивното. Единствен критериум за членување во регулаторна е само политичката активност во СДСМ и ДУИ, што е спротивно на законот за енергетика. Нема да зборувам посебно за секој. Очигледно е дека законот за енергетика и сите подзаконски акти во енергетика се плаш за кој се кријат еден куп криминали кои ја доведоа енергетиката пред целосен колапс. Регулаторна треба да биде независно, непрофитно тело во својство на правно лице под надлежност на Собранието на Република Македонија, кој го контролира и регулира начинот на вршење на енергетските дејности. Од досега
досегашната работа на регулаторна, не можевме да видиме дека таа дава информации, дава препораки кон владата за превенирање на енергетската криза. Председателот Беслимовски летото пред локалните избори имаше своја една изјава дека електричната струја ќе поскапи. Меѓутоа, тоа беше само толку. Една изјава и тој заќуте. А тој треба да биде најгласен во укажувањето и предлозите до владата. Многу слично ова ме потсеќа како и председателот на Комисијата за заразни болести Караджовски и Комисијата за заразни болести, кои што сите мерки кои што ги носеа беа ненавремени, несоодветни, недоволни и не заради нестручноста, не ради способноста, токму заради спрегата со владата, тие се заќутувани и едноставно не реагираат така како што треба да реагират. Беше поставено прашањето и пак ќе го поставам прашањето, зошто регулаторна не ги измени пазарните правила, па дел од потрошувачите, како што се болниците, како што се градинките и училиштата, не ги стават на универзалниот пазар, да ги приклучат кон ЕВН, да добиваат по регулирана цена струја, а не да добиваат, да набавуваат струја од слободниот пазар, бидејќи регулаторна тоа веќе еднаш го направи за домаќинствата и за малите предпријатија до 50 вработени. Од тука, еве го директниот пример, значи се прави нешто, меѓутоа недоволно, не во таа мера како што се прави, а заради тоа трпат граѓаните. Последната година и пол цените на горивата поскапеа како никогаш досега и сето тоа е во голема мерка поврзана со зголемената акциза кои во последните години неколку пати се зголемуваше, затоа трпат загуби превозниците, транспортерите, земјоделците и граѓаните во целост. Мерките кои што ги презеде владата за намалување на стапката на ДДВ при увоз и промет на нафта и нафтени деривати од 18 на 10%, како и мерките за намалување на акцизите согласно берзанските цени, е далеко од облажувањето на берзанскиот шок, бидејќи така нареченото системско решение за кое зборува власта и председателот на регулаторна комисија, кое нуди 1 денар намалување за литар гориво, наместо решението кое го нуди нашата партија, намалување од 9 и 12 денари за литар гориво, нити може да се спореди, нити е подобро. Сите предлози дадени од наша страна се неприфатени и се исмејувани, а доаѓате на тоа што го зборуваме, сега плаќаме и поскапа струја, и поскапо парно, и поскапи горива и за жал сето тоа е на грбот на граѓаните. Благодарам.